Јас се надевам дека министерот за внатрешни нема да добие нагон за апсење од палестинското знаме, затоа што во Македонија додека криминалците се пречекуваат на граница како господа, ВМРО-вската полиција очигледно тренира строго врз млади деца кои се солидаризираат со народ, врз кој активно се врши геноцид и со народ врз кој се вршат најголемите воени злосторства во поновата историја. Знаете, министре, македонскиот народ е миролюбив народ и историски секогаш се солидаризирал и бил на страната на опресираните народи, а не бил на страната на агресорите, како што сега оваа ваша влада на Мицкоски се умилкува на еден израелски режим кој убива и деца и цивили и кој е осуден од целиот демократски и разумен свет. И најверојатно ова генерација на политичари и министри кои седат тука во собранието и кои седат во владата ќе го носат историскиот срам дека биле поддржувачи на неголемите злосторства врз човештвото на нашето време. Вие апсите млади кои мирно извадиле палестинско знаме, додека и најнова вест од Обединетите нации дека Израел свесно и намерно таргетирал и убивал палестински деца. Јас искрено не очекувам ниту свест, ниту совест за она што се случува во Газа од партии и политичари кои во 35 години извршија масовен екзодус со иселување на сопствениот народ. Може би ние треба да ставиме палестинско знаме на дивоградбиве во Чаир од вашиот коалиционен партнер, или може би да ставиме палестинско знаме на дивоградбата на Мијалков во Охрид, па тогаш ќе почнете да апсите вистински криминалци, онака како што апсите млади деца. И сега во однос на вашата работа, јас ќе зборувам конкретно само на една тема и тоа е историскиот криминал со Бехтел Јенка, за кој дури премиерот Мицкоски даваше изјави дека лично ќе се занимавал кога ќе дојде на власт, но најверојатно после филмското сценарио со враќањето на Груби, може би премиерот лично се позанимавал само со провизиите од Бехтел Јенка. Ќе зборувам за фирмата за надзор на овој историски криминал, тоа добро знаете, тоа е фирмата Electra Solution. Предметот за оваа позната фирма за долна облека цели 2 години е заглавен во фиоките на МВР и се води во фаза на предистрага, иако вашата партија, министре Тошковски, во опозиција помпезно презентираше докази за криминалот со надзорот над Бехтел Јенка. И секојаш тука се поставува прашањето како секојаш во опозиција самоуверено вадите докази за криминали, а во моментот кога ќе дојдете на власт 2 години водите предистраги за да соберите докази. Значи, токму ВМРО во опозиција прашуваше како е можно фирма како Electra Solution, која немала ниту лиценца за надзор, која се одворил тендерот од 22 милиони евра, да оформи конзорциум, да го добие тендерот и да наплати најголем дел од милионскиот колач. Токму ВМРО во опозиција вадеше документи кои потврдуваат дека кога јавниот повик бил распишан, фирмата Electra Solution немала лиценца за надзор и лиценцата ја добива на само 2 недели пред истекот на рокот за доставување на понудите. Токму ВМРО-ДПМН го обвинуваше Груби дека намерно е продолжуван рокот за поднесување само за наменски фирмата Electra Solution да добие лиценца и да го добие контроверзниот тендер за надзор. Сега, ако вие, министре, не можете 2 години да обезбедите докази за криминалот, еве, обратете се во вашава партија, нека ви ги дадат документите што ги вадеа на пресконференција за историскиот криминал со Бехтел Јенка, ама очигледно не смеете да постапите, затоа што сега твојот човек влезе во фирмата за долна облека и сега твојот човек ќе ги зема милионите од историскиот криминал со Бехтел Јенка. Нов собственик на фирмата за долна облека е Бојан Савески, поранешен советник во општина Аеродром токму од ВМРО-ДПМН. Новиот собственик на фирмата, кој сега ќе го спроведува надзорот, претходно бил вработен и заедно со Коце Трајановски во град Скопје. И она што е многу симптоматично е што оваа промена на структурата во оваа фирма која ги врти милионите од Бехтел Јенка се случува на 3 февруари оваа година. Значи, на 3 февруари оваа година влегува ВМРО-вски функционер во фирмата за надзор, а само 20 дена подоцна, на 23 февруари, вие го пречекавте Груби како господин на граница. Може би фалиш уште да го замолите дали треба да му ставите лисици. Значи, откако ВМРО-вски функционер влегува во бизнисот со Бехтел Јенка, 20 дена потоа Груби си се враќа на граница, што може да сугерира дека се работи за договор со Груби да ви го отстапи бизнисот со надзорот, а вие за возврат да си го пратите во кучен притвор. Велам, вие да го пратите во
во куќен притвор затоа што токму МВР доставило оперативни сознанија до обвинителство кои укажуваат дека на Артан Груби му е загрозена безбедноста од криминални групи, иако пазете директорот на истражниот затвор ве демантираше и тој соопшти дека дури ниту Груби не се пожалил дека му е загрозена безбедноста. Значи, иако самиот Груби тврди дека е безбеден, МВР и АНАП изготвуваат проценка дека безбедноста на Груби не може да му се гарантира во затворот, пошто обвинителството го прифаќа тоа како клучен аргумент за замена на притворот со куќен притвор. И сега вас кога новинари ве прашуваат зошто како проценивте дека Груби нема да биде безбеден во затвор, вие, министре Тошковски, наместо да дадете одговор, во вашиот еден типичен арогантен стил, се расправате со новинарите дека ви прачале пораки на полноќ. И јасна е очигледно нервозата кај вас кога ќе се спомне Груби и Бехтелиенка, затоа што не можете да го сокриете фактот дека најголемиот криминален проект после транзицијата, како што говоревте вие во опозиција, токму МВР со Панче Тошковски го заглавува во предистражна постапка и 2 години го чува во фиока, и дека токму сега ВМРО-ДПМН преку нивни поранешен функционер ќе ги зема милионите од криминалот со Бехтелиенка. И иако заштитата на криминалот со Бехтелиенка ќе е на вашата најголема црна дамка, јас се потсетам и за низа други скандали кои го обележија вашево министерување. Значи, со ваши ургенции беше унапреден вашиот баџанак на факултетот за безбедност, при што патем беше дисквалификуван студент на генерација, кога сме кај баџанаци, милионскиот бизнис со испитниот центар во Струмица, МВР на Тошковски го додели на близок пријател на баџанакот на Мицкоски. Дополнително, во оваа фирма која има лиценцата за испитниот центар во Струмица се јавува и лицето Павле Василев, кој воедно и донатор на ВМРО-ДПМН, и така вие ги користите институциите за нив да излекувате пари, кои потоа завршуваат како донации во вашата партија или во џебовите на реднините на премиерот. Понатака немате поднесено кривична пријава за злоупотреба на службена положба против разрешениот началник на ова Радемир Кисар Роберт Мартиновски, кој противзаконски без налог апсеше болна жена во предизборие. Патем Мартиновски вие го поставивте за началник, иако претходно тој бил суспендиран заради барање рекет. Понатака, поранешниот судија кој беше разрешен од судски совет, Лазар Нанев, вие го поставивте за инспектор за општ криминалитет во Кавадарци, додека против него се водат кривични постапки, иако патем токму ВМРО-ДПМН обвинуваше дека судијата Лазар Нанев добил 120.000 евра проект од Еразмус за да спроведува наредби на Заев. Очигледно вие го наградувате со инспектор затоа што спроведувал наредби на Заев, јас друго објаснување немам. Доделивте тендер во вредност од 575.000 евра на компанијата Дон Холдинг, фирма која во минатото вашата партија ја обвинуваше за коруптивни тендери. Добро позната фирма на СДСМ со набавките во Ѓорче Петров, каде се прославија со тендер на 2 машини за перење од 25.000 евра. И за тоа нема истрага од МВР. Ова се зборови на вашиот потпарол Стоилковски за фирмата на која вие и доделивте тендер од пола милион евра. И додека во Македонија има епидемија на семејно насилство, вие немате понесено ниту една кривична пријава за непостапување против полициски службеници, иако во 2 случаи на семејно насилство со 3 човечки жртви имате 50 полициски службеници кои не постапиле соодветно, а вие ги казнувате само парично, додека секоја недела има и сведоштва за полицајци кои не постапиле соодветно при пријава на семејно насилство. И за крај, одделот за внатрешна контрола при МВР нема спроведено ниту еден тест за професионален интегритет на вработените. Вашиот изговор е дека нема набавена опрема, нема систематизирано сектор, нема обучени кадри и очигледно вашата мотивација е за да не го спроведувате овој тест, затоа што така нема да можете да ја партизирате полицијата и така нема да можете да ги вработувате вашите партиски лепачи на плакати. И системот е трул, министре, ама вие и вашата партија 35 години ја градите трулоста на овој систем, кој се храни од вашата корумпираност, криминогеност и неказнивост во држава каде Артан Груби да украдеше кебап и ке лежеше повеќе во затвор, отколку што ке лежи за криминалот со Бехтелиенка.